Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Пушти ги луѓето нека зборуваат, живе си го животот. Ова приказна може би сте ја чуле многу пати, може би ниту еднаш, но секако вреди да се слушне и да се извлече поуката која таа ја носи. Си живеел еднаш маж и жена кои имале 12-годишен син и едно магаре. Одлучиле да заминат на патување, да работат и да го запознаат светот и така тргнале на пат. Кога дошле во првото село, луѓето коментирале: "Погледнете го ова невоспитано момче, тоа седи на магарето, додека неговите кутри родители го влечат." Тога жената рекла на својот маж: "Нема да дозволиме луѓето да зборуваат лошо за нашиот син." Мажот го симнал детето од магарето и седнал на него. Кога дошле до друго село, луѓето мрмореле: "Погледнете го ова. Нека се засрами човекот што дозволува неговата жена и неговото дете да го влечат магарето додека тој седи." Тогаш одлучиле дека жената ќе седи на магарето, а мажот и детето да ги држат уздите. Така тие пристигнали во трето село, каде што луѓето повторно коментирале: "Кутар човек, цел ден работел, а неговата жена седнала на магарето. И кутро дете, кој знае што уште го чека со таква мајка." После ова, одлучиле сите тројца да се качат на магарето и продолжиле да патуваат. Кога дошле во следното село, слушнале како луѓето коментираат дека грбот на сиротото магаре ќе пукне од преголема тежина. И тогаш сите тројца одлучиле да се симнат и да пешачат. Кога поминувале низ следното село, не можеле да поверуваат на коментарите од луѓето кои им се смееле: "Видете ги овие три будали, пешачат, а имаат магаре кое што може да ги носи. Зар не би било нормално еден да поштедите од пешачење, а само двајца да пешачат?" Секогаш ќе те критикуваат и ќе зборуваат лошо за тебе, што и да направиш. Тешко е да му удоволиш на сите, а и тешко е да пронедеш личност на која што ќе и бидеш добар, таков како што си. Пушти ги луѓето нека зборуваат. Живеј си го животот. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божја љубов живе. Мир и добро да шириме,
kako nežno cveće što se rađa i vene, i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga na gore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, pun sovera, Isus spasni dođa, će ne vodi toj vo večnost. Srce neka se nasme, Božji dar ovoj den, sekoj neka prepoznaje, vo nas Božja ljubav žive. Mirim dobrom da širi me, Isusa da go sledi me, zadam vidim celio svet, vo nas Božja ljubav žive. Pejmu na Isusa, slavi go vo sekoj čas, zadam vidi celio svet, deka Božji deca nije sme, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Почитувани пријатели, срдечен поздрав. Вие следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со проучување на основните вистини на Светото писмо. Во ова тема ќе се осврнеме за важноста на молитвата во животот на христијанинот, така да ќе зборуваме, ќе размислуваме за молитвата која е потребна за секого од нас како луѓе кои сакаме да го следиме Исуса Христа. Кои предимства ни ги пружа молитвата? Зошто е молитвата толку важна, почитувани гледачи? Може ли еден христијанин, еден човек да живее без молитва? Зошто денеска некои наместо да се молат на Бога, го користат крстењето со рака како замена за молитвата? Дали Бог ја прифаќа таквата молитва во вид на крстење со рака? Каква гаранција ни дава Божјата реч дека Бог ги слуша нашите молитви? Во текот на ова проучување, почитувани пријатели, ние ќе читаме библиски текстови, ќе видиме како Божите луѓе се молеле, како и самиот Исус се молел. Ќе читаме она основната
молитва што Исус ја и кажал додека бил на оваа земја, бидејќи во една прилика учениците го запрашале и рекле: Исусе, научи не да се молиме. И тоа е сосема нормално, ако некој не знае, може да се научи. И затоа во Библијата, во Евангелието според Матеја, имаме една мустра, би рекол, значи едно правило, која молитва ние треба да ја користиме во нашиот живот, а секако можеме и своја молитва да користиме. Ајде на почетокот да прочитаме текстови во Стариот Завет, во Втора Царевите, односно Дневникова или Летописи, 7 глава. И мојот народ, кој се именува со моето име, се смири, почне да се моли, да го бара лицето мое и се одврати од своите лоши патишта. И јас ќе чуем од небото и ќе му ги простам гревовите негови и ќе излекувам земјата негова. И сега очите мои ќе бидат отворени и ушите мои внимателни кон молитвата во ова место. Интересно, овде Исус, односно Бог се обраќа до израелскиот народ кога бил посветен тој храм кој го Соломон изградил. И овде Господ им дава едно ветување дека ако почнат да се молат, ако се ги смират своите души, или јас ќе ги чуем од небото и ќе му ги простам гревовите негови. Очигледно, драги гледачи, Бог ги слуша нашите молитви. Како ние што се меѓусебно слушаме, овде гледаме дека Бог има уши, Бог има очи. Значи, едноставно, тој е налик на нас, односно, ние носиме негов лик, како што вели тамо и прва книга Мојсеева, 1 глава, кога Бог решил да го создаде човекот и рекол: ајде да создадеме човек како што сме ние. Очигледно, Бог ги слуша нашите молитви. Бог гледа се што се случува на оваа земја. Сакајте и ќе ви се даде, барајте ќе најдете, чукајте ќе ви се отвори, зашто секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Очигледно, и во овој текст, во Евангелието според Матеја, во 7 глава, 7 и 8 стих, Исус ни советува, ни укажува дека ние треба да бараме. А барањето е со уста, со молитва, како ние што бараме нешто од соседот или кога одиме да бараме некој документ во општина или некаде на друго место, ние бараме, кажуваме. Значи, Бог сака ние она што го чувствуваме, да го искажеме со зборови, или ако имаме некоја потреба, повторно да го замолиме Господа. Молитвата, почитувани гледачи, е еден вид разговор со Бога. Секако молитвата никој не може да ни ја забрани. Може да се молиме наутро, напладне, навечер, и преку дента, и кога возиме, и кога одиме, кога работиме, кога лежиме, кога се движиме во природа. Значи, тоа е бежична комуникација со Бога. Тоа е единствено средство што никој не може да ни го украде. Се друго може да ни се одземе, и слободата верска да ни се одземе со закон. Меѓутоа, она што човек го има во срцето и како мисла што може да го упати кон Бога, не може никој да ни го одземе. Кои предимства не ги пружа молитвата? Второ, значи прво рековме дека ние може се молиме директно на Господа. Кому треба да ги упатуваме нашите молитви? Повторно ќе продолжиме со таа мисла. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој во тајност, и он кој гледа тајно ќе те награди јавно. На кого треба ние да ги упатуваме нашите молитви, драги гледачи? На Отецот, на Бога, не на светците. Некои се молат на Дева Марија, која е покојна јадната. Таа е покојна, таа веќе ништо не знае, таа е во својата смртна постела веќе преку 2000 години и чека промена, чека воскресение. Таа не е воскресната па да ни помага од небото. Ниту светците се воскреснати, ниту се на небото, ниту нивните души некаде постојат. Тие одат во непостоење, тие починале и чекат промена, чекат воскресение кога Исус ќе дојде. Овде пишува, односно Исус кажува: влези во својата скришна соба. Значи, насамо кога се молиме. Тоа се тие тајни, лични молитви. Ја и Господ. Имаме јавни молитви. Има молитви, различити типови на врсти на молитви. Значи, кога јадиме, кога пред патување, пред спиење, во црква кога сме, има јавни молитви, затоа ние на крајот кажуваме амин. Се согласуваме со тој што се молил место нас. Зашто зборот амин значи така нека биде. И затоа овде во ова молитва е тајна, вели влези во својата скришна соба. Зошто да влеземе? Зошто да затвориме? Па затоа, ако се молиме во простори кај што има многу луѓе,
ние не можеме да имаме на таква интимна, близка комуникација со Бога. Телевизор ќе не омете, па телефон, па некој друг ќе помине, па дете ќе заплаче. И затоа има молитви кај што треба насамо да седнам или да клекнем ја и Господ и ќе му го излијам своето срце и ќе му ги кажам своите потреби. И затоа овде Исус не советува, влези во својата скришна соба, заклучи вратата за таа 1-2 минути или 5 минути, колку ти треба да се помолиш на Бога. Едноставно, да имаш едно мирно ќоше или место кај што ќе комуницираме со Бога некоја минута и ќе му ги кажеме нашите потреби. Еве, да споменеме и овој текст во Дела на апостолите, 7 глава, 59 стих. И фрлаа камења врз Стефана, кој се молеше и велеше: Господи Исусе, прими го духот мој. Гледате, Стефан овде не вели прими душата моја, туку духот мој, животот, значи таа животна искра која Стефан ја имал добиен од своите родители, и тој предумирање. Тој првиот маченик, човек кој сакал верно да му служи на Господа, но тие гордите фарисеи, црковните учители го убиле со камења или фрлаа камења врз Стефана. А тој се молил за нив, како исто што се молил за војниците пред Господа, кога рекол: Господе, простим зашто не знаат што прават. Големите луѓе се молат и за своите непријатели, драги гледачи. Тој големината на христијанинот. Стефан еден прв маченик кој страдал ради Христа. Број 3. Како треба да ги упатуваме нашите молитви? Многу важно прашање. Ајде да читаме библиски текст. Но и уште сега, вели Господ, обрнете се кон мене од се срце со пост, плач и ридание. Значи, ние треба искрено да се обратиме кон Бога во молитва, почитувани гледачи. Понекогаш треба и пост. И ќе плачеме некогаш за нашите гревови, ако сме ги сторили, да ни Бог прости. Ние знаеме од апостолите и пророците тоа го правеле во своје време, во своите животи. Значи, замислете го Јов, кој има големи искушенија, и тој вели постел, плачел пред Бога, се изгубил. Иако тој не го знаел тој разговор помеѓу Бога и сатаната, тој бил експеримент во рацете на Бога, односно на сатаната, и Јов останал верен. Но овде пророк Јоел вели: обратете се кон Бога. Значи, директно ние може кон Бога да се обратиме, без посредници, драги гледачи. Единствен посредник меѓу Бога и човекот е Исус Христос. Тој наш застапник, тој наш учител. И што е да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Гледате како Отецот и Синот се тесно поврзани. И затоа Исус е наш посредник. Но ние треба молитвите да ги упатуваме кон Бога, кон Отецот. Тие молитви Исус ги дотерува, Исус не застапува, и тој се моли за нас и вели: Отче, татко, помогни му, прости му на тоа дете, зашто мојата крв нека ги опере неговите гревови. Но наше да се молиме и да бараме прошка. Ние може да бидеме тука до самата граница, но никош да не влеземе внатре ако не посакаме. Значи, тамо вели, што и да посакате. Тоа сакање треба да биде секако според Божјата волја. Ние може да кажеме се и се што, но Бог ќе одреди и ќе услиши молитвата тогаш кога тој ќе одлучи. Бог има соверено право, почитувани пријатели. Вие не ме избравте мене, но јас бе избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Гледате каква привилегија ни дава Исус Христос, драги пријатели. Што е да побараме во името на Исуса, Отецот ќе ни даде. Секако тоа треба да биде во согласност со Исуса и со волјата Отчева. Не може сега ние да побараме во молитва да му умре козата на комшијата. Зошто? Затоа што го мразиме. Тоа не е молитва која Бог ќе услиши. Меѓутоа, се што бараме треба да биде во склоп или во склад со волјата на Исуса Христа и со волјата Господова. Но наше да бараме. На друго место вели: тропнете, ќе ви се отвори. Побарајте и ќе добиете. Колку често се молил Давид? Што Библијата ни вели за пророкот Даниел? Многу пријатели мене ми поставиле прашање колку пати на ден да се молам. Секако не постојат некои правила, одредени бројки, но еве ќе споменеме сега Давид, ќе видиме колку пати се молил, па Даниело и така натаму. Значи бројката не е фиктивна, одредена во Библијата, но имаме примери од Светото писмо и видиме еве што вели за Давид. Јас пак Бога ќе го повикам и Господ ќе ми услиши навечер, наутро
i napladne, ke molam i ke vikam. I on ke go čuje glasot moj. Očigledno ovde David se molio 3 pati, počtovani prijatelji, nautro, napladne i navečer. Pretežno nije vo tije momenti, vo tije delovi od denot pojeduvame, ručame i večerame. No, nije može se molim i 5 pati, 6 pati, znači nije to ograničeno. No ovde, Danilo se molilo otprilika, odnosno David 3 pati, no otprilika nešto i Daniel isto taka. A Daniel, što razba deka je potpišena takva povelba, otidevo domot svoj, prozorcite na negovata, dvorna soba mu bija otvoreni sprema Jerusalim, to i 3 pati vo tekot na denot gi priklonуваše kolenata svoji i mu se moleše na svoj Bog i go slavosloveše, kako što go praveše to, a i porano. Očigledno po nekoj tradiciji i Daniel se molio 3 pati, dragi gledači. David, Daniel i tako natamo. Znači, može se molime 3 pati, 4 pati, po potreba. No, sepak bitno je da se molime. I u tije naše molitvi da go izlijome srce to pred Boga, zašto Bog saka iskreno srce. Evo ova fotografija, možda go vidime i Daniel koji bil vo jamata so lavovi. Sam je Isus Hristos vlegol vo ta dupka ili vo ta jama i go spasil Daniela. Ta noć, to je mirno, bezbedno odmaral. Pernice mu bile sami te lavovi. Tije go štitele Daniela. I koga nautro došao na Nabucodonosor, što je vo mugri, pošao da vika Daniele, Daniele. A to je rekao, ovde gospodaru tvoj sluga. Nabucodonosor znal deka Daniel ki bide spasen, zašto veroval vo Daniel deka je Boži čovek i Daniel ostanal na vistina živ. Što Biblijata ni veli za Kornelije? Koliko često treba da se molimi nije? Ajde vidimo što kaže o tekstu. Maš blagočestiv i bogobojazliv so celi od svoj dom i davaše milostina na mnogo luge i sekogaš mu se moleše na Bog. Gledajte se ga ovaj čovek, Kornelije, koji je bil na vistina dobar, human čovek, se moleše sekogaš. Znači, se molil postojno, ne klečal, to je postojno, međutim, dišal so molitva. Znači, koga odjel, koga patoval, koga rabotel, to je upatoval mislakom Boga. To je v slušnost molitva. Molitva ta ne mora da bide napišena vo nekoj molitvenik, počtovani gledači. Molitva ta treba da bide izraz na ona što njega čustvujeme. I ta se formira so zborovi, su jednostavni zborovi. Najkratka ta molitva, znajte koja je u Biblijata. Molitva ta apostol Petar, koji tonel vo vodata i koga vodata mu došla do grla, što se veli do usta, samo povikla, Gospode, pomagaj. I tukaj bil Isus vo neposredna blizina, mu je ispružil rakata i go spase. Znači, Bog je tukaj pored nas. Naše samo da go otvorime svoje to srce, odnosno svoje usta i da pobarime. Bidete postojani vo molitvata, bidete bodri vo neja so blagodani. Znači, postojani. Molitvata isto taka dišenje na dušata, kako što nije dišeme, počtovani gledači, postojano i nije ne razmislujeme da li dišem ili ne. Evo zboru vam ja svega propovedam, vi slušate, rabotite. Niko ne misli da li se ke izdišam ili ke vdišam, ili koga spijeme. Znači to je, dišenje to je automatski što bi se reklo. Taka treba da bide i del molitvata od naše od hristijanski život. Bidete postojni vo molitvata. Bidete bodri vo neja so blagodarnost. Kade Isus često se molil? Ajde da vidimo svega od Biblijata, od Novi od Zavet, kada Isus često pati se molil. A u tredenta, vo temni zori, stana izleze i otide vo pusto mesto i tamo se moleše. Gledajte, zato na početku go čitavmo onaj tekst vo Mateja, kaj što je veli Isus, vlezi vo svojta skrišna soba i zaključija. Može bi Isus nemal takva prilika, posebno mesto, posebna soba, to go napušta svoje to mesto, svoje to kuća, odel vo šuma, odel vo priroda, tamo veli nautro, sve ušte sonce to ne bilo izgrejano, koga može vo mir da navleze vo novi den, vo novi misli, da dobije sile i snaga od Gospoda, od svojeg nebesnim tatkom, zašto Isus bil čovjek i mu bilo potrebna nebesna sila, za da ga izdrži site fizički tereti i umstveni. I otide veli vo pusto mesto i tamo se moleše. Može bi nije da najdeme neko pusto mesto, neko osameno mesto, kao što ke možeme neko vreme da bideme jasi Gospod, kao što ke razgovarame sa Gospoda i ke crpime nova sila za teretite, za iskušenijeta koje
животот ги носи. Значи Исус се молил на посебни места кај што можел да прима нови упатства, нови совети, нова сила од Отецот. Иако Исус бил Бог, но сега тој бил човек, во човечко тело, во човечки облик, и тој зависел од небото, зависел од ангелите, зашто сепак имали непријатели, ангелите го чувале, но Исуса му била потребна посебна сила за да го изврши планот кој бил поставен, планот на спасението. Тие денови се искачи на една гора за да се помоли и ја помина целата ног во молитва кон Бог. Гледате, почитувани пријатели, цела ног, замислете, Исус се моли. Цела ног. Разговарал, барал совет, упатства, како да ги надмине сите искушенија кои му се поставувале во денот. А ѓавол бил вешт мајстор и постојано му поставал искушение. Посебно, оние 3 години кога Исус активно служил, кога лечел, проповедал и на крајот завршил на крст, односно бил распнат и Исус, знаеме, починал и воскреснал во 3-тиот ден. Што Исус вели за молитвата? Насамо. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност и оној кој гледа тајно ќе те награди јавно. Очигледно, поштовани пријатели, потребна е, значи, и таа тајна соба. Посебно место на страна, кај што ќе седнеме, ќе клекнеме, ќе разговараме со Отецот. Потребна ни е таква соба на сите нас. Излези во природа, во паркот, некаде на страна се повлечи и некое време биди насамо со својот Отец, кој те гледа тајно, но ќе те награди јавно. И сега, во нашите молитви, зошто треба да се молиме? Зашто треба да се молиме? Еве да видиме што вели Библијата. Туку молете се вака, ова е дел од молитвата Татко наш, почитувани гледачи. Ако не знаете да се молите, ве молам, земете Библијата, отворете Матеј 6 глава од 9 до 13 стих. И таму ќе ја најдете она клише, она основна молитва. Доволно да ја молиме и ова молитва, зашто се опфаќа ова молитва. Ајде да прочитаме. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме, и ние на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Очигледно, драги пријатели, ова молитва опфаќа се. И Царството Божие, и прошка на гревовите, и ние да простиме на другите, и лебот, значи секојдневната храна што ни е потребна. Овде ова молитва не е долга, таа трае помалку од 1 минута. И затоа Бог не сака долги молитви да правиме, да испаштаме, како што правиле фарисеите, клечеле на раскрсниците по улица, едноставно да ги видат луѓето колку долго се молат. Не, гледате, ова молитва трае 30 секунди. Не е долга, меѓутоа се е офатено. Така да не се оптеретувате, кажете искрено, Боже, сакам да ти служам, помогни ми да ја пронајдам вистината. Бог вели, ќе те награди јавно. Но барете го најнапред царството на Бога и неговата правда и се ова ќе ви се придаде. Значи, најпрвин треба да го побараме царството небесно. Најпрвин Бог треба да биде во нашиот живот на прво место. Па знаете како гласи првата заповед која вели: Јас сум Господ Бог твој, немој да имаш други богови. Очигледно, ако тоа го бараме, сето друго Бог ќе ни го придаде. Бог знае дека ни треба и пари, Бог знае дека ни треба и средства, Бог знае дека ни треба и кров над главата, Бог знае дека треба да влеземе во брак. Бог се знае и тој ќе ни го даде во дадено време. Но најпрве ние треба да направиме добар распоред. Значи, Бог да биде на прво место, човек, а потоа материјалните ствари, работи. И затоа овде ова молитва вели: но барете го најнапред царството на Бога. Ајде да видиме што вели Јаков. Ете, блажени се они што претрпеа. Сте чуле за трпението на Јов и узнавте каков крај му даде Господ, затоа што Господ е многу милостив и се смилува на него. Знаеме Јов што и како се поминал во животот. Но Бог го дупло благословил, почитувани гледачи. Дупло го благословил. Иако 10 деца изгубил, Бог му повторно дал деца. Богатство му го повратил. Но Јов останал верен на својот Бог. Што треба да правиме за нашите молитви да бидат услишени или примени? Има ли некои правила?
Има ли некоја формула за твојата и мојата молитва биде услишена? Ајде да видиме што вели текстот. Зашто ќе излијам вода врз она што жедува и потоци врз исушеното, ќе го излијам духот свој врз твоето племе и благослов свој врз твоите потомци. Гледате, драги пријатели, колку Бог е богат и дарежлив. Ќе излијам, вели, вода врз она што жедува. Замислете како едно поле или жито, нешто што се суши, а Бог му дава вода. И ние го залеваме тоа жито и тоа озеленува. Така духовно Бог ќе не благослови. Ќе го излијам духот свој врз секое племе, врз твоето племе и благослов свој врз твоите потомци. Наше да бидеме верни пред се, ако сакаме да бидеме, да ни молитвата биде услишена. Блажени се гладните и жедните за правда, оти ќе се наситат. Значи мора да бараме искрено, да бидеме жедни за Божјата правда. И кога стоите на молитва, проштевајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. Значи, драги гледачи, услов еден или втори или трет услов за услишување на нашата молитва е кога се молиме, ако се сетиме да на некого сме му сгрешиле, или некој ни изгрешил нам и дошол да ни бара прошка, да му простиме. Ако сакаме да нашата молитва биде услишена. Не може ние да носиме терет врз грбот, а бараме прошка од Бога за нашите гревови, а ние не сме простили на други кои барале прошка од нас. И затоа овде вели текстот, кога стоите на молитва, проштевајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Значи, што е да побараме? Бог ќе услиши. Но, она што го бараме, треба да биде како крајен резултат прослава на Бога. Овде вели, за да се прослави Отецот во Синот. И затоа спомнав, ако ние се молиме за нешто лошо, да ни Бог даде пари за да купам оружје, па да убивам луѓе, замислете каква е таа молитва. Секако бидете уверени дека Бог таква молитва нема да услиши. Или да се молам за комшината да умре, затоа што го мразам. Не, таква молитва Бог нема да услиши. Бог ќе услиши такви молитви, кај што ќе се прослави Неговото име, како овде што и го читавме самиот текст. Овде Исус вели, барајте. Нашите раце треба да ги испружиме кон Отецот. Тоа е знак на понизност. А Бог има суверено право кога, како и на кој начин да ги услиши нашите молитви. И така слободно да пристапуваме кон престолот на благодата, за да примеме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Ете, слободно треба да пристапиме кон престол, браќа и сестри, драги мои пријатели. Зашто вратата е отворена. Нема посредници, нема светци кои може за нас да посредуваат горе кај Отецот. Не, само Исус е нашиот посредник. Тој е жив светец. Тој бил на оваа земја и воскреснал. Сите други луѓе светци се починати. Дури ни Мојси не може за нас да се залага денес. Ниту свети Илија кој се живи на небото и Енох. Не. Тие се горе на небото. Таму имат на своји планети живеат. Меѓутоа, Исус е единствениот кој може нас да не застапува и да се моли пред Отецот за тебе и за мене, за да бидат нашите молитви услишени. Затоа ми беше задоволство, пријатели, што можевме да разговараме за молитва, да ја користиме таа молитва, таа бежична комуникација со небото. Бог ни ја дал, а ние треба да ја употребуваме во нашиот христијански живот, да се помолиме. Господи Боже, фала Ти за молитвата што си ни ја дал, како средство со кое или преку кое можеме да бидеме во постојана комуникација со Тебе. Господи, ако не знаеме да се молиме, научи не. Помогни ни да го излиеме срцето свое пред Тебе, а Ти ги услиши нашите молитви според Твојата волја, да се прослави Твоето име. Фала Ти за Твоето воство, Господе, и за секој Твој благослов во Христово име. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и на овој начин да едноставно разговараме за молитвата и ве повикувам да и понатаму ги следите нашите предавања и се гледаме во наредното предавање. Пријатно.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.